Сакам да им честитам на МТЕЛ за успешното работење, за постигнатите резултати и за позитивниот развој на пазарот во нашата земја, во Северна Македонија, меѓутоа и во Босна и Херцеговина, во Австрија, во Швајцарија, а како што бев информиран од менаџментот на МТЕЛ, многу скоро и на пазарот во Германија. Постигнатите резултати секако дека се должат на технолошките успеси што ги има оваа телекомуникацијска компанија, но и довербата која што во неја ја имаат нејзините клиенти. Драго ми е што МТЕЛ ги препозна позитивните политики на владата и што отпочна со своји операции и со инвестирање во нашата земја. Владата што ја предводам создава подрачје за безбедно инвестирање на компании како што се МТЕЛ и со тоа привлекуваме уште компании во овој значаен телекомуникацијски сектор. МТЕЛ досега во нашата земја има инвестирано 4 милиони евра со планови за понатамошно зголемување на инвестиции. Во моментот вработуваат 80 вработени, а многу скоро таа бројка ќе биде уште поголема. Изминатиот период беше полн со глобални предизвици и со неизвестности пред се, безбедносни закани, но и многу економски прашања. Сепак како влада успеавме да ја зајакнеме меѓународната позиција на нашата земја и тоа пред се преку нашите успешни меѓународни интеграции во НАТО, отпочнувањето на преговорите со Европската Унија, а секако дека тоа секогаш е препознаено од вакви големи успешни компании. Драго ми е што и странските, но и домашните инвеститори во владата гледаат свој партнер за напредок и за безбедно инвестирање во своите бизниси. Нашите политики се со единствена цел да го подигнеме квалитетот на животот на граѓаните, со создавање на поволни и безбедни услови за нови инвестиции, со што овозможуваме отворање на нови, добро платени работни места и тоа пред се во вакви убави и, ајде да кажеме, технолошки напредни работни места и работни услови како што е овде во МТЕЛ во Северна Македонија, во Скопје, меѓутоа и во другите градови во кои што тие работат во нашата држава. Како влада ќе продолжиме да ја јакнеме конкурентноста и да создаваме силна домашна економија. Сакам пред крај да им честитам на менаџментот на МТЕЛ и во Србија, меѓутоа и на менаџментот на МТЕЛ тука во Македонија и на сите вработени за успешната работа и секако да им посакам многу понатамошни успеси во нивното работење.